Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Работници на комуналното јавно предпријатие Водовод почнаа акција за чистење на дворот на поранешниот хотел Центар во Кочани, откако граѓаните реагираа за неговата запуштеност и купиштата отпадоци. Иако не се расчистени имотно-правните односи околу објектот, комуналците преземаа обврска неколку пати во годината да организираат слични акции за одржување на просторот. Се подобрува градата слика што подолг период е карактеристична за дворната површина околу поранешниот хотел Турист, односно Центар во Кочани. Екипи на комуналното предпријатие Водовод веќе втор ден интервенираат во собирањето на купиштата отпадоци и во расчистувањето на околината на објектот што со години стои запуштен. Полната тракторска приколка е евидентен доказ за тоа дека повеќе од неопходна е итна интервенција за колку толку да се стави некаков ред. По реакција на доста граѓани од општина Кочани во делот околу Турист, поранешен Турист, комплексот стариот хотел, пристапивме кон расчистување на дворното место и на уредување нистото внатре. Пуштивме наши луѓе, механизација во делот од комунална хигиена и од зеленило, за да го расчистиме тој потек, бидејќи се наоѓа во централното градско подрачје и малку да го тој дел подобриме. Комуналното предпријатие Водовод нема обврска да го чисти просторот на поранешниот хотел, затоа што станува збор за приватен објект, иако за дворната површина имало нерасчистени имотно-правни односи, односно земјиштето се уште официјално се води во државна сопственост. И покрај тоа комуналците презедоа обврска да го очистат дворното место за да се избегне создавање нова депонија, но ги повика и граѓаните да дадат свој придонес во зачувувањето на околината на поранешниот хотел. Последните реакции на собствениците на објекти околу хотелот се доказ дека овој објект е убедливо еден од најградите и најзапуштени во централното градско подрачје. Од комуналната инспекција тврдат дека врзани им се раците поради нерасчистената собственост на просторот, но во соработка со комуналното предпријатие Водовод ќе се издаваат налози за редовно одржување во рамки на надлежностите. Сепак, останува отворено прашањето кога конечно собственикот на објектот ќе преземе активности да го среди, со што и овој дел од градот ќе добие подобар изглед и нема да буди чувство на јавен срам поради нечија несовесност и неодговорност. Продолжуваат активностите за заштита и зачувување на животната средина во чии рамки е и пошумувањето. Ваква активност најавуваат од детската градинка Павлина Велјанова, но и од граѓанското движење за почист воздух во Кочани. В среда на 27 ноември, најмладите наши сограѓани кои се згрижени во објектот Звездички на детската градинка Павлина Велјанова ќе се вклучат во акцијата за пошумување што ја организира градинката во соработка со локалната самоуправа и со комуналното јавно предпријатие Водовод. Деца од големата група ќе засадуваат млади туи, брези и гинко билоба во кругот на објектот со обврска да се грижат и да ги одгледуваат садниците при растењето. Од детската градинка велат дека со оваа акција сакаат на децата да им го потенцираат значењето и улогата на пошумувањето, како и одржувањето на седниците за здравата животна средина. Акцијата ќе биде корисна и за стекнување позитивни навики кај најмладите. Истовремено, оваа акција е дел од проектот Еко градини во детските градинки, што се реализира во градинката Павлина Велјанова преку програмата Еразмус+, со која децата практично се едуцираат за органското производство. Акцијата за пошумување во објектот Звездички на градинката ќе почне во 12 часот. Покрај оваа активност, слична акција најавуваат и од граѓанското здружение за почист воздух во Кочани. Пошумувањето, чии иницијатори се членови на здружението, е закажано за внедела 1 декември и ќе се одвива под мотото Садење дрвца за чист воздух. Според планираното, настанот ќе се реализира во периодот од 12 до 15 часот, а како можна локација за садење на дрвца е посочена местноста Локубија. Од граѓанското движење за почист воздух ги повикуваат сите заинтересирани граѓани кои имаат желба да бидат дел од настанот, своето пријавување да го направат преку Facebook групата Кочани протест за чист воздух. Организаторите очекуваат голема посетеност и успешна реализација на акцијата. Со цел да се идентификуваат инфраструктурните потреби на населението, Општина Кочани организира средби со жителите на селата Прибачево и Оризари.
Средбата во Привачево ќе се одржи во училишната зграда в среда на 27 ноември во 17:30 часот, а во Оризари истиот ден во Домот на културата од 18:30 часот. Средбите со граѓаните се во функција на креирањето на буџетот на општина Кочани за 2020 година. Ако во 2017 и 2018 година имавме зголемување, во 2019 имаме мало намалување на бројката на случаите на семено насилство во Кочани. Во 2017 година Центарот за социјални работи бележи 39 пријави. Слична бројка и во 2018, а оваа година до 26 ноември Центарот бележи 29 пријавени случаи, што до крајот на годината или ќе има мало намалување во однос на минатите години, или ќе достигне иста бројка, велат од Центарот. Во најголем број од случаите жртви се жените. Во 2017 39 пријави за семено насилство. Со слична бројка завршува и 2018 година, а оваа 2019 до 26 ноември Центарот за социјални работи Кочани бележи 29 пријави на семено насилство. Во најголем број случаи од пријавените жртви се жените, но не се исклучени и децата, велат од Центарот, и додаваат дека од регистрираните 29 случаи, само во еден случај жртвата е маж, останатите се жени. Од Центарот за социјални работи велат дека тие постапуваат по пријава од полицијата или од самите граѓани и жртви, согласно законската регулатива и во зависност од тежината на случајот. Во случаите кога како жртва се јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за себе, или лице со ограничена или одземена деловна способност, Центарот презема мерки за заштита, без оглед дали постои согласност на родителот или старателот. Се поставува прашањето колкава е бројката на семени насилства чии што жртви не пријавуваат во Центарот и прикриваат дека се жртви, односно истрапуваат разни насилства заради срам од општеството или зачувување на бракот. Согласно законската регулатива, Република Македонија обезбедува посебна заштита на семејството, мајчинството, децата, малолетните лица, децата без родители и без родителска грижа, како и на други лица кои ќе се најдат во некој социјален ризик. Законските акти обезбедуваат и заштита од семено насилство, при што се забранува секако вид на насилство во бракот и семејството, меѓу членовите на семејството, без оглед на пол и возраст. Под семено насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв спрема жртвата. Годинешниот меѓународен ден за елиминација на насилството кон жените, кој започна од 25 ноември, се означува со 16 дни на активизам, кој ќе заврши на 10 декември 2019 година, а се одржува во рамките на Меѓународниот ден на човековите права. Глобалните истражувања на Обединетите нации покажуваат дека само половина од жените во брак или во заедница имаат право слободно да донесуваат своји одлуки. Додека истражувањата и податоците од ОПСЕ за Македонија покажуваат дека само 2% од жените кои доживеале насилство од партнерот имаат пријавено во полиција. Насилството врз жените представува глобален проблем и е во фокусот на светската јавност, а податоците покажуваат дека и во нашето општество се врши насилство, и тоа најчесто врз жените. Агенцијата за млади и спорт обезбеди стипендии за млади спортисти и спортски надежи, а меѓу добитниците се најде и Кирил Јованов од Кочани. Тој е член на клубот за реален аикидо Нико. Ново признание за младите и талентирани спортисти од Кочани е добивањето финансиска поддршка од државните институции. Потврда за тоа е што младиот Кирил Јованов, член на клубот за реално аикидо Нико од Кочани, ги исполни сите услови и во наредниот период од 10 месеци ќе добива спортска стипендија Спортска надеж. Стипендијата ја доделува Агенцијата за млади и спорт, како грижа и поддршка за статусот на младите спортисти во општествениот и спортскиот живот, како темел за идно развивање на спортот. Паричниот надоместок во текот на 10 месеци е во вредност од 20% од просечната плата исплатена во претходната година, односно се движи околу 5000 денари. Стимулот на младите од овој тип ќе значи многу за талентираните спортисти да опстанат во битката за градење на професионалниот лик и за создавање идни репрезентативци кои ќе ги бранат боите на државата, се вели во образложението од Агенцијата за млади и спорт.
Спортската стипендија што ќе ја добива Кирил Јованов е признание и за клубот за реален аикидо Нико од Кочани, кој работи веќе 6 години, а во своите редови вбројува голем број млади влюбеници на благородната вештина, не само од нашата, туку и од соседните општини. Следува информацијата од спортот. Јована Давидкова од Кочани е државен првак во шах во категорија основци. Во силна конкуренција со учество на добри шахисти од целата држава, го освои првото место на државниот надпревар што се одржа во Демир Хисар. Јована Давидкова, ученичка во 6-то оделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, уште еднаш потврди дека е најдобра кога станува збор за шаховски турнири на државни и меѓународни надпревари. Тоа го докажа на државниот надпревар во шах што се одржа во Демир Хисар, кога во силна конкуренција со учество на добри шахисти од целата држава, таа повторно стана државен првак во категорија до 9-то оделение. Вели, упорноста се исплаќа. Никогаш не откажувајте се, е незиното мото. Бев на училишен државен надпревар по шах во Демир Хисар. Имаше во категорија за основно и за средно. Јас бев во категорија за основно до 9-то оделение и го освоив првото место. Имав 5 партии и имав силна конкуренција од повеќе места во државата. Од Шаховската федерација на Македонија има во категории надпревар и ако бидам таму прво можам да одам на европско и на светско. До сега имам многу дипломи добивано и медали и се враќам со првото место. Играм со Тодор Милосиев и на интернет. Добро, колку треба да се вежба за Па секој ден. А што е она клучно што можеш да им дадеш, да речам, совет, бидејќи си државен првак, на оние кои играат шахи, кои се млади шахисти? Па треба секогаш да бидат храбри, да не кога ќе изгубат да не се лутат веднаш и да се откажуваат, туку да продолжат напред. Надпреварот во Демир Хисар е во организација на Сојузот на училишни спортови на Македонија, а Давидкова не застанува тука. На 29 ноември ја очекува друг турнир во шах, а веќе следната година, ако победи на државниот надпревар, што ќе биде организиран од Шаховската федерација на Македонија, ќе оди на европско и светско првенство. Досега учествувала на многу државни и меѓународни надпревари, од каде што се враќа со освоени први места. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.